Дали знаете дека саат кулата во градот Кратово потекнува од 14 век? Таа е една од 6 кули кои останале од средновековниот период на градот. Се претпоставува дека е веројатно изградена во 1372 година, во текот на османлискиот период, кога овде живееле богатите турски бегови. Кулата е зидана од клесан камен, кој што се вадело до колината, а покривот од камени плочи. Внатрешноста на кулите поделена на 3 ката, од кои горните се со по еден балкон и одделенија за живење. Во 2004 година оваа кула е за првпат делумно санирана, реконструирана и преуредена со поставки на првиот и вториот кат. Од 2008 година со кулата раководи и располага Градскиот музеј во Кратово. Дали знаете дека конечно кога римјаните успеале да ја совладаат Македонија, во Рим било однесено и прикажано ограбеното богатство. Постојат записи за 1200 коли натоварени со оружје, 500 коли натоварени со слики, мозаици и бројни златни фигури и предмети од Македонија, 220 вазни полни со сребрени монети и тројни таланти, 120 волови со позлатени рогови, 70 садови полни со злато, неброен број мермерни статуи и други уметнички дела, 1600 златни круни, пехари, чаши и разни садови од злато, златните садови на Персеј, борбената кола на кралот Персеј, неговото оружје и неговото семејство. Сакајки да го понижат, македонскиот Василевс бил представен во јарем за волови пред римскиот сенат, а македонците почнале да ги продаваат како робови. Благодарение на овој богат плен, тогаш бил укинат данокот во Рим за цели 100 години. За да ја владеат полесно Македонија, ремјаните потоа ја поделиле провинцијата на 4 посебни административни делови. Едната со седиште во Араклеон, преименувана во Хереклеја Линкестис, другата во Тесалоника, односно Тесалоника Македоника, третата во Амфиполитон и четвртата во Скупи, односно денешно Скопје. Потоа името Македонија и македонци било забрането.